Me bolle kur pa parararararararam. Me bolle kur pa. А стој не пуста да ја ставиме пред влезот во уставот, онаа стој не пред куклици што рампа што ставила, што не пушта туристи без да ја платат. Стој не пред уставот да ја ставиме. Така и корпулентна е, јака и ќе им наплаќа на бугариве за влез. Поединечно? Како? Шом се фалат? Имале, не знам, 200.000 бугарски пасоши од Македонија. Секој, брате, уставот, ако ги пуштиме поединечно да си плати влез уставот со бугарски пасош. 10.000 евра по комат. Ова е по бугар. И ќе извадиме тука неколку годишни буџети од влез на Бугарија. Ќе им наплаќа стојне влез. Ајде да ги видам. А што се, сакаат устав? Колку го платиле они бугарскиот пасош? 200 евра, 500 евра? Колку го платиле? Адвокат да им брка работа ова на колку го? 1000, 2000 евра? Сакаат у македонски устав? 10.000 евра влез по комат, ова е по бугар. Ајде да видим. Пари има да се напуниме. Вселенска станица ќе изградиме со тие пари. 2 атомски централи. Енергија бесплатна електрична. Мада не знам тука кој, не знам, електрична енергија бесплатна у Македонија, тоа не знам, само Тесла ако дојде. Ако го станеме од мртвите. Али стојне е решењето за сите наши проблеми. Стојне за председател. Замисли. Стои пред археолошки локалитет. Значи, како да ви кажам, им наплаќа карта на туристи, 20 евра. Замислете. Ако мислите дека стојне е раритет, е една и единствена, немојте да се залажуете. Уште пред години, така у шутка Ромине наплаќа паркинг. Ти паркираш пред од другата страна, кај што му е куќата, од другата страна на улицата, и ти доаѓа тројца батки тука од фамилијата, најстариот на тераса тамо седи, си го драпа стомакот вака. И ти вика 50 денара паркинг. Ова зборам пред години. И тоа треба да се провери исто што се дешава таму у шутка. Дали може така на јавен простор да доаѓаат такви некои да ти наплаќаат паркинг. Само тогаш се заеба ја пред тоа е која беше од 2002-2003 година. Така се заеба. Пошаја идење према шутка на пазарот, застанав у Топанско, нешто лубеници имаше некој да купам лубеница и тука еден Крајслер и тие двајцата мал фудбал јам со нив играно со обраќајци. Кај се, што си вика, тука ние нешто патрулираме, со обраќајци. Ја после 15 минути шутка, се дешава ова, доаѓа ти, викам, ја ќе оставам тука кола, ова јавна површина, не смеете да ми наплаќате, нормално те гледаат ко теле, Ромиве. Дори с ним проаѓа низ гласа и чука ќе јаде дечко. Викам, јас ќе оставам тука кола и ќе се јавам на еден телефон. Викам, ова, а вие да видам што ќе направите, на кој ќе дојдам да видам дали ќе најдам вака колата како што е. И они тука нешто, на кој ќе се виш, сега викам ќе виш на кој ќе се јавам. И се јавам, викам, вака и вака имам ситуација, ова и ова и ова. Ја па мислев тој нешто ќе овакво ќе овој пријател вика, сега вика ќе дојдеме таму. Викам, сега викам ќе дојдат. Не веруваш, сакаш да ги чуеш? Му викам на тој едниот, тој главниот што беше тепач, што таму екипава што дојде паркинг да ми наплаќа. И вака ме гледа и него позима, викам, сакаш да ги чуеш? Сега викам ќе дојдат. А ти викам колава нема да ја пипнете тука. Тоа правя. И сега ако тогаш јас се снајдов, јеби го. Ама наплаќа паркинг, тоа не е дека стојне е раритет сега. Па овде колку пати кај мене у близина нека така порано со колата носиш деца вамо тамо те мрзи, дома ќе ја отидеш тука ќе ја ставиш куќиве кај што се вамо в Талиџе. Ти искача некоја зграда, не може да се паркира тука. Зашо викам не може? Има знак. Викам ти си остал табличкава толкава забранет паркинг, ова е викам јавен простор. Ти не смееш овдека да ми кажеш мене, не смееш да се паркираш. Дали го сваѓаш тоа? Ајде, тргни колата од тука. Викам не ја тргам. Сега викам кидам да завршам работа или не знам што приредба, тогаш у тоа време некој деца имаше приредба у градинка, она завршна приредба. Само викам да дојдам и да видам нешто на колава дека ја направена. Значи тоа ние, како да ви кажам, у менталитет да узурпираме, да правиме, да онадиме. Измама, да украдеш, да заебеш, не знам што да ви кажам, друго.
Не сите, ама тоа со јавните површини на нерви ми иде. Поготово ова, дошла Стојне им наплаќа за куклици карта. Јеботе Бог. Нешто Стојне фискална? Јог. Стојне нешто кој те овластил? Никој. Стојне си дошла бе и текнало како да наплаќа карта, да си вади плата у месец, ке ви еве матер. Стојне пред уставот да ја ставиме вака. Маме ќе им еве на Бугарија. Ќе ги соголи до гола кожа. Еден нема да сака да влезе устав, кој ќе им каже 10.000 евра, сакаш не кеш влезе устав. Ко те јебе. Јеботе Бог е. Јеботе Бог. О, некој се затрал странец од пичке си матери на чул за куклици да ги види, да ова, да... Дошол и налетал на пуста Стојне. И Стојне го чарджа тамо. Поевтино му е Гугин да го посети или Лувр до Париз да отиде карта да плати, него Стојне да го пушти вамо. Пичку матере. Мора да се најде крај на сите овие работи одржаваат толку многу. Баш вчера го гледав, а неверојатно тоа коинциденција. Со денови се спремам да пишам, да кажам уште едно видео да објавам за електричниве тротинети. Со денови. Кога беше овај прослава на ден на 250 години од независност на овакво на Америка, имаше некоја прослава од Драмски, го сретнав градоначалников. И се поздравивме на Скопје Орци и му викам, човек, тротинетиве ме мора нешто да направи. Стварно мора нешто да се направи. Вика, у план е некаква регулација, ќе видиме шо, ово, она, мора нешто ја, вика, смета, мора нешто да се направи. И вчера го слушам Тошковски, многу убаво кажа, вика, што се нешто до мене, ја би ги укинал. Тошковски, 1000% си управа, брат. Значи, тие не треба да се регулираат, тие треба да се укинат, да се забранат. Затоа што вие не можете да, да се базирате на тоа дека има човек кој ше е сериозен, купил електричен тротинет и многу совесно и одговорно го вози. Колку се такви? Колку има неодговорни? По 3 девојчиња качени на оние раскантанине на бим-бим тротинети, како се викаат тие, бим-бим, еднаш у курец ги отерав деца така што преку овие еден компанииве маме ни еба на нас, на сметки. Така, кога ја ги ваучери бесплатни, кур се тресе, ово, она, деца возење и после ти доаѓаат сметки 5-6 илјади динари поскапи. И тоа треба да се провери, на кој принцип се работи се прави. Со овие операториве поврзани, тие бин-бин. По 3 качени, по 3, по 14, 15, 12 години. Па кај го има ова бе? Ке изгинат, паја тука пред тебе. Како ми каже една од тие копилјачките, тука која паднаа 3 тебе, како ми каже една. Викам, мало викам, глад изгубите, некој со кола ќе ве собере бе, викам. Сега како што падна на сред коловоз, некој иде од другата страна, како што паднаа 3-те, и уште се кезат, пошто не се повреди, а беше релативно, пошто 3 накачени на тоа, една врз друга паднаа као овако. Од друга страна, викам, сега кола иде преку вас ке помине. Не знам како ми кажа малата нешто. Не ми кажа, ај глеј си работа, него нешто по-културно ми кажа, ама нешто у тој фазон ми кажа. Да ме кај бе, бркај, глеј си работа. Ама нешто многу по-културно ми го кажа тоа. 15 години. Тука, пред наши очи, човек искача, не знам, може ја кажав причата. Излегува од паркинг со колата. Ова 20-21 година на тротинет, значи сите ја видовме. Тука што бевме, што прајавме, што седеа луѓе, значи со телефонот на уво, со една рука вози. И си прави муабет и вака, и ово искачила се залепој у него. Бабао, паја доле. Мал потрез мозок, замајано, саркадата прсната, шика крв. 15 минути седеше вака на вакво, не можеше да стане од шок. На мама, на тато да се јавам да дојдат. Човекот вика, да ја вика, полиција вика, мора да ја вика, ке најбам ни крив ни дужен. Пошто ние тука сведоци викаме со телефонот, тука рснат, паднат. Онаде, на телефонот вака. И викаме, викај човек, полиција, се јави, он вика, да јави се на мајка ти, татко ти, да се чујам, вика, ја, да објаснам, да дојдат и они, вика, да викневме полиција, изјави ово, она, вика, јас се можам да најбам. 2 дена после тоа, јас лично, идам кај мајка ми у аеродром, и вака, доаѓам, и да паркирам, едно место вамо, празно, друго место вамо, празно. И јас тојам у место,
Да одлучам кај да паркирам боле, дали вамо или вамо. Оти тука имаше простор и на средина коли се паркира, па викам после за искачање како полесно да ми биде. И одлучувам да се паркирам вамо, десно. Само што убацив, пази, прва да тргнам. Абе, некоја сенка вака у ретровизор, пошто погледнав, пошто не ли вртнав, и некоја што, нешто ко сенка, ја него ни видов тој. И само вака под застануем драк, имаш еден тип, исто на вака, у тој момент, значи, вака ме заобиколуе, ама тука, знаеш како, пошто тука има коли паркирано, јас тука више се искосив за да влезам. Значи, вака, со едната рука волано, другата го држи мобилниот вака, ја стел на вакво, и у огромна брзина вака избегна, како да ти кажам. За точку не ме закачи мене, или ја малце ако го закачев, ќе го рснев у колите паркирани вамо, ќе си ебеше мајката. Ја искачам од кола бесен, млад дечко исто 20 на 19-20 години, со телефонот вака ми пре, извини, и шиба, со една рука. Он пораки пишуваше. Сватив дека он, или не пораки пишуваше, гледаше у телефон, додека возеше. Луѓе, не е нормално ова. Башка што се бесшумни, башка несовесно, он иде по велосипедска стаза. Вчера една така ме загледа као последен, како да ти кажам, како и ја да сум крив. Стоиме на партизанска, велосипедската тука, сонцете пука, никако зелено за пешаци да се запали, а ти стоиш на велосипедска. И викаш, чекај да се тргнам, тука у сенката има едно кој појма немам што е тоа, кој разводна табла за овие, за појма немам, за кабливе, за интернет, за кур се тресе уладна вода. Јас ја ти махинално, ти се никогаш не си свесен кај стоиш, а на велосипедска стоиш. Јас ја правам чекор наназад и некој викна, ја застануем, човече, една на тротинет, човече, електричен, тука вака ме промаши, за малце со тоа гиранот, вака ми промаши лак, ми промаши ова, ми промаши. Пошто викна. Значи, свирка нешто, викна. Ненормално е. Значи, да не ви кажам што се дешава на стаза на ондека на кеј, што се дешава на... Значи, директно се мава, у точак, у човек, у дете. Велосипедска тука на партизанска, вози по пешачкава, па пичка му матерна. Забранете ги ебете и мајката. Не сме ние за тоа, па забранети се на многу места ти електрични тротинети. Или појма неам, нека се полага без за ни возачка, пунолетство, не знам што, нека има некоја било каква регулација, ма да ја ке кажам Котошковски, апсолутно е во право човекот. Треба да се укинат бе. Крај, нема електрични тротинети. Опасни се. Некого да лежиш, да доаѓа полиција, ти да им објаснуваш, дали ќе им објасниш дека овој мобилен гледа додека вози. Си прави вака, си скрола и си вози. Шо не иде? И да се вратам на овој. Пошто Стојане ја спомнав и Бугариве во уставот. Значи, стварно Бугариве се... Луѓе, Бугариве се управо за тоа е. Абе, како може се бориме против нивните асимилаторски напади на Македонија? Нивниот план за бугаризација на Македонија, нивниот план за поделба на држава, нивната пропаганда овде. Се бориме да докажеме дека лажат за многу нешта. Дека сме посебни народи, дека имаме посебен јазик, признат јазик, итн. И нормално ќе ти извада документ на собственик на телевизија, дека потпишал дека има български происход. Собственик на телевизија, чиј еден од главните уредници искрено се бори против овој бугарски шовинизам. Тој искрено се бори. Не ги поднесува заради тоа што се такви кон нас. Но неговиот газда, како да ви кажам, бугарски происход државјанин. И пишал зашто сака да биде, барем како што извадија некои медиуми од тоа што ја подпишувал изјавата. Јас само цитирам што извадија бугарски медиуми како му беше изјавата. Што дал изјава? Оти сакал бизнис во Бугарија, неговите деца да учат таму. Пошто овде не сме доволно добри за неговите деца, претпоставувам. А овде има телевизија 30-25 години. И ги користи ресурсите на оваа држава.
Български гражданин с български происход. Па уште пишало изјавата, цитирам, извини, како што извади тие негови бугарски медиуми, дека ние сме биле два български народи многу слични. И сега, ако сме два български, значи сме исти, не сме слични, но така пишувало изјавата, или така некако. Се знае за кои министри имаат, се изјасниле како български граждани. И не знам како кои други. Дечки, значи мора прво својот двор да го исчистиш. За да имаш 3 чисти, утре пред секој со чист образ да излезеш и да треснеш вака на маса. Основно, тоа е приоритет. Затоа ги охрабруjem Бугарија да излезат со документација, ама они нема, пошто од некои имаат корист и ги кријат, ги чуваат како спијачи овдека. Им го кријат идентитетот кој се. Но ги охрабрувам да ги извадат. Сите они ги вадат обично документи дека се български граждани на некој што на некој начин се бори као против нив, против таа нивна политика антимакедонска, а од друга страна е български гражданин и овие одинат неговите ќе ги извадат само. Но ја ги охрабрувам Бугарија да ги извадат сите документи на сите битни јавни фаци политичари во Македонија кои што имаат бугарски пасоши. Ги охрабрувам бугарите да го направат тоа. Да ни олеснат работата, да видиме со кои си имаме работа. Но тоа нема да го направат, но еве јас ги поканувам. Ги замолувам да видиме кој све се осеќал с български происход, што сакаат децата да му учат у Бугарија, да има бизнис у Бугарија. За бизнисот ли се работи? Затоа ли е целата таа халабука со пасошите? Добро знаеме за ова јадоеве наши сиромаштијава што гледа да оди на страна да заработи по Италија, по вамо, по тамо, зашто тука по нивните градчиња низ Македонија по 10-15 илјади на времето плата зимаа ни толку. Зборам пред 20 години по 6.000-8.000 денари плата зимаа, која бегаа највише која варала. Значи не може така. Не може. Ова е исто така и до нашите власти. Уште една овака порака, сугестија. Исчистете си ги редовите од вакви суштества. Исчистете си ги редовите. Оти, воспротивно, све ова што ние останативе го правиме. На некој начин што се бориме против таа бугарска антимакедонска политика. Нема смисла, губи смисла. Губи смисла. Ако ја тука се пењавам, јадам говна, го навлекувам бесот на цела Бугарија, ми се закануваат со забрани за влез у ЕУ, може тоа веќе го направиле, не знам, ја немам напуштена држава, прв пат кој ќе ја напуштам секако ќе одидам у Европска на канцеларија во Македонија или ќе прашам преку други луѓе наши дали навистина ми е ставена забрана да не идам џабе или таа да се повлече на време, ми снема батерија ова, така да ќе прекинам сега, при истек ми била батеријата, не ни видов, затоа само на крај, пошто знаете дека припремам книга сите мои собрани дела, до сега што ги имам романи и драми во 2 библии големи и уште еден повик до нашите македонци надвор од држава, пошто Македонија тешко се наоѓаат спонзори, а 2 такви библии од 800 страни ви коштале околу 500-600 денари. Ибан, мојот Ибан е Халкбанка АД Скопје, Сашо Тасевски, Ибан МК 072700007766933. Кој може, ако може да се издадат тие книги, пошто одамна немам, ги нема по книжарија, луѓе знаете и сами не е ова измишлјотина, ги бараат моите книги, одамна не ги печатам баш заради тоа, затоа што која поправо да испечатам, па се решив на ваква варијанта, 2 библии од по 800-850 страни. И имам тука и тоа што е фактура, баш да се види дека и нема лага, тоа е тврд повес, шиење, корица, кунздрук 300 грама, бездрвна хартија 80 грама, димензија А5.
Тоа се 1000 примероци по 850 страни, скоро со ДДВ тамо 400 и кусто илјади денари, со ДДВ 500 и тако дале. Мислам, може тоа лесно е проверливо, не е тоа дека е лага. Фала многу, поздрав до Стојне, само напред Стојне, док можеш. Еби ги странци, бе, шо да ти кажам, катастрофа.